Добар ден, ученици, се надевам дека и денес сме расположени да имаме еден многу интересен, необичен час. Нели? Ќе обработуваме песничка од нашиот познат писател, македонски најдобар за дечиња. Песничката е родниот јазик е Бисерен Гердар од, секако, нашиот познат Чичко Видое Подгорец. Како доброволец овој час да седне на авторското столче и да биде наставник, се пријави ученичката Ива Тодорова, а секако дека неја ќе помогнува незината другарка Сара Ноческа. И јас сум тука, нели? Моето учесо беше многу мало, јас навистина мислам дека направија прекрасна презентација, по која секако ќе ви се врежи во сеќавање пораката од оваа песничка на овој писател. Ајде сега, можат да си седнат на своето место. Повелете Ива, Саре. Нели да си ја вклучиме презентацијата? Да ја вклучиме презентацијата и уште еднаш повелете како се вика песничката? Песничката се вика Родниот јазик е Бисерен Гердан. Така, родниот јазик е Бисерен Гердан, а кој е, значи да видиме, авторот на оваа песничка? Авторот на оваа песничка е Видое Подгорец. Подгорец. Така. Што ни напишал Саре Чичкото Видое Подгорец? Што ни напишал Душо? Напишал романи за дечиња. Што напишал? Раскази и гатанки. Така, Душо. Ние секако дека во наредните оделенија ќе обработуваме и нешто друго од него. Така, одлично. Ајде да видиме што сте друго обработиле. Да видиме што или кои асоциации ни ги нудат, односно, кога ќе го кажеме зборот јазик, на што се подсетуваме? Саре, со што го поврзуваме јазикот? Ние го поврзуваме јазикот со говор. Одлично. Иве, со што друго би го поврзале ние јазикот? Со зборови. Со зборови, така. Јазикот го поврзуваме со зборови. Саре, со што друго? Со букви. Така, букви, азбука, Душо. Така. Со што друго? Иве? Со татковина. Со татковина. Јазикот асоцира на нешто свое, на нешто татковинско. Кога така би се изразила. Саре, која е наредната или наредниот збор што ви асоцира на зборот јазик? Со книга. Така, книга. Книгата, нели писмото? И Иве, последниот збор кој вие го најдовте како асоциација? Последниот збор за асоциација е азбука. Одлично. Ете така, дадовне една убава формулација што е тоа јазикот. Одлично. И сега се договоривме, нели, кога ја правевте презентацијата, дека нема да отидеме на оној класичен план, нели, поетски слики кога анализираме песна, ќе преминеме на една поневообичаена анализа, еве да го споредиме мајчиниот јазик. Добро. Еве сега само да напишеме, односно се ви е сработено во вашата презентација, да ги пронајдеме зборовите. Саре, кој прв збор би го споредувале, Душо? Првиот збор би го споредувале со извор. Така, значи изворот ќе го споредеме, потоа Иве, кој друг збор го одбравте од песната? Вториот збор Ќе биде? Ќе биде звезда. Така, Саре, третиот збор што ќе го споредуваме? Третиот збор ќе биде завет. Така, Иве? Четвртиот завет ќе биде тланик. Така, четвртиот збор ќе биде тланик. И, Саре, последното зборче? Последното зборче ќе биде црнка во окото. Црнка во окото. Колку убаво вие овде сте објаснале. Еве да им прочитаме на нашите другарчиња неколку. Изворот што беше во песната го споредуваме со што? Еден обичен извор кој никогаш не престанува. Кој никогаш не престанува. Така, како и зборот. Така и зборот никогаш не секнува, се Така. престанува. И не престанува, Саре. Како би ја споредиле звездата, Душо? Звездата би ја споредиле како звездата на небо Така. што силно свете. Може да се исчезни сјајот на звездата? Никогаш. Така, а наредниот збор завет, Иве?
Како би го објаснале, како ви овде многу убаво имате напишано во Како презентацијата? ветување дека ветување. ние младите секогаш ќе го чуваме мајчиниот јазик, прекрасно. ќе го зборуваме и Никому. никому нема да го дадеме. О, колку е тоа прекрасно. И саре да видиме последниот збор кој го одбравте да го споредите, црнката во окото. Како оганот што топли и секогаш Така. околу него сме собрани, така јазикот мајчин не топли и собира Така. Секогаш не подсетува. да знаеме кои сме. Кои сме? Така, без јазик сме никој ништо. Одлично, ученици. Одлично. Да видиме наредниот слайд што ни припремивте. Одлично. А сега разговараме, како што реков, не она класична анализа, поетски слики, нели тема мотив, малку поинаку работиме сега. Еве да видиме нашата ученичка Ива каква мисла составила кога разговаравме за јазикот. Може Ива да ни ја прочиташ? Што значи јазикот? Да зборуваме? Јазикот значи да зборуваме. Јазикот значи да зборуваме, да се искажеме, да се разбираме. Така, без јазик не можеме да се разбериме. Саре, прочитај, што напишала твојата другарка Теодора? Нема полесен начин од оној да се зборува на мајчин А, јазик. колку е тоа прекрасно. Да видиме другите другарчиња. Што ни напишала Сара? Прочитај, Ива. Не постоиме ако немаме свој мајчин јазик. Така, нема да постоиме, ние тоа разговаравме. Иве, што напишал Илија? Јазикот? Јазикот што Татковците и дедовците ни го оставија Во во завет. завет да го чуваме. А така напишал нашиот другар Илија. И колку е тоа прекрасно. Саре, прочите што напишал Стефан. Единствено кажано како што Напиша. Писателот. Писателот Видое. Подгорец. Подгорец, чувај го како црнка во окото, без јазик си никој и ништо. Дали ова мислење имаме во нашата училница истакнато? Да. Уште кога бевте помали во минатата година, да? Да. Може тоа да го покажеме, да. Еве таа мисла на нашето каче за литературни творби, чувај го како црнка во окото, без јазик си никој и ништо. Како една мисла водилка во нашата училница. Да, колку е тоа прекрасно. Ајде да преминеме на наредниот слайд во оваа презентација што сработивме да видиме. Најважното. Што е најважното од една песна? Пораката. Така? Може да ја прочитаме, Саре? Мајчиниот јазик се сака како детето своја мајка, бидејќи без јазик сме човек, без вид, плашлива, срна, без заштита сонце, без светлина, збор, без порака, говор, без разбирање. Одлична порака. Се надевам дека длабоко ќе остани во вашето срце. Се надевам дека сите другарчина се согласуваат, да, со оваа порака. Дечиња, да, јазикот се сака, јазикот се чува, да, Теодора, без јазик сме Ништо и никој. така, никој и ништо. Да се вратиме на нашата презентација. Кому ќе му заблагодариме за оваа прекрасна порака? На писателот Чичко Видое Подгорец, да? Да. Одлично. А сега направивме заеднички нешто прекрасно што во литературата, односно во поезијата, се вика акростих. Од љубовта, потикнати од љубовта кон нашиот Чичко писател Видое Подгорец, ние направивме акростих на неговите почетни букви од името и презимето. Прво, нели ќе преминеме на неговото име. Може и ве да ни прочиташ? Видик. Видик за вредноста на мајчиниот јазик ни даде. Повели, Саре? Клашта зборови. Игла. Што зборови? Што зборови нанижа на гирдан јазичен. Може и ве понатаму? Дедовците во завет не го оставија. Одлично, одличен акростих, Саре? Око за да читаме писмо и јазик. Така, око ни е потребно. И ве? Еден јазик за еден народ. Така, што имаме сега кога ќе погледнеме водоравно? Видое. Името, првите букви, значи од оваа песничка, се фактички името на нашиот омилен Чичко писател. Ајде да одиме на наредниот акростих, тоа значи неговото презиме.
Ајде, Иве повели? Повик за да се зачува мечениот јазик. Одлично. Одиме Саре понатаму? Око што загрнува роден јазик. Така, одиме Иве? Дај Боже да си го сачуваме. Наредната буква Саре? Горди на своите букви. Одлично. Иве? Оганот топли на јазикот уште повеќе. Така, одиме понатаму со наредната буква Саре. Радост ни вдахна. Ни вдахна кога зборуваме на свое. Одлично, ни фалат уште неколку букви. Единствен е на светот само својот јазик. Така, и последното. Црнкаво окото, мајчин јазик во срцето. Ете така, еве да погледаме првите букви, значи го даваат презимето на нашиот омиленчичко писател Видое Подгорец. Дечиња, јас навистина ви благодарам. Значи направивте многу убава презентација. Јас сум навистина многу задоволна, многу убаво сте се потрудиле, нели? А секако за нареден час ќе се активираат, ќе се пријават и други ученици да седнат на столчето на наставникот, нели, и тие да бидат на овој час да бидат, нели, наставници. Прекрасно. Можеме изразно рецитирање на најбавата песничка за јазикот? Да. Можеме. Повелива? Родниот јазик е бисерен гердан, од зборови плодови сочни, мислите ти ги редат во слики јасни и точни. Така? Саре? Тој е вруток непресушен вечен. Низ бистри капки зборови тече. Жубори клокоти, звони се лее. Кој јасна звезда, секој збор грее. Така? Тодорче? Тој ни е завет од дедовците како тланник од огништето. Илија? Како црнка во окото. Без јазик си никој ниста. Дечиња, ви благодарам за овој прекрасен час, за ова успешно спроведена презентација, а секако дека нареден час ќе одбериме свој омилен писател, некоја друга песничка и секако ќе се пријават други ученици да направат своја презентација. Ви благодарам, прекрасни бевте.